Добро вечер во последното издание на Дневникот за оваа недела. Да се потсетиме на случувањата кои дадоа белег на неделава зад нас. Со свечена седница на која беа доделени признанија на значајни личности, во петокот беше одбележана 71 годишнината од ослободувањето на градот Штип. Штипската клиничка болница се пофали со значаен напредок во лапароскопските хируршки техники. Во четвртокот во Кочани имаше презентација на проектот за пречистителна станица која ќе се гради со швајцарска донација. Над 5000 луѓе ќе работат во технолошко-индустриските зони до крајот на годината, според плановите кои компаниите инвеститори ги соопштиле во дирекцијата, соопшти директорот на дирекцијата за технолошко-индустриските развојни зони Виктор Мизо. До крајот на годината над 5000 лица ќе работат во технолошко-индустриските зони. Ова е предвидено според плановите кои инвеститорските компании ги соопштиле во дирекцијата. Се очекува оваа бројка идната година да биде поголема, бидејќи веќе најавените изградби на фирми се при крај. Поголем број на вработувањата ќе започнат во следната година. И јас од таа гледна точка сум оптимист дека идната година ќе креираме уште еден дополнителен голем бран на нови работни места. Според некои проценки таа бројка ќе биде дополнителни над 1500, кои можам сега да ги конфирмирам, но врз основа на другите одлуки кои ги очекуваме и некои од одлуките кои се објавуваат веќе и оваа недела, сметам дека таа бројка може да креира и пораст. Директорот Виктор Мизо вели дека динамиката на вработување зависи од побарувачката на пазарите на меѓународно ниво. Од почетокот на годината до сега извозот надминал 1,2 милиарди евра, значителна сума во споредба со минатата година, кога бројката изнесувала помалку. Бидејќи месец октомври имавме извоз во апсолутна сума од околу 130 милиони евра, јас сум оптимист дека до крајот на годината ќе надминеме дури 1,4 милиарди евра, но истовремено и она додадената вредност ќе надмине над 200 милиони евра, што е директна контрибуција кон бруто домашниот производ. Тој додава дека според технолошко-индустриските зони, домашните компании ја зголемиле соработката со фабриките во зоните и тоа како добавувачи на репроматеријали, кетеринг, осигурување, како и во многу други области на фабриките. Штип денес слави 71 година од денот на ослободувањето. Во петокот со полагање цвеќе им се одаде почит на загинатите во Втората светска војна. Се одржа и свечената седница на Советот на општината, на која им беа врачени осмоноемвриските признанија на истакнати граѓани кои со својата работа го афирмирале градот и оставиле силен печат во секојдневното живење во Штип. Со рецитал посветен на градот Штип, напишан од поетесата Цвета Спасикова и химната на Република Македонија, започна свечената седница по повод 8 ноември, денот на ослободувањето на градот. Председателот на Советот на општината, навраќајќи се на историјата, напомена дека сите атрибути на нашите предци се дел од карактеристиките на годинешниве лауреати. Се надевам дека тие тројца што се денеска во овој момент, да не кажам најбитни, меѓутоа најзаслужни за својата работа оваа година, ќе ни бидат пример на нас останатите, да ги следиме нивните дела и да продолжиме да ги имаме карактеристиките на македонецот, опишан и во старата историја, но и во денешницата. Градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев на денешната свечена седница пред присутните сподели што е она, пошто градот Штип е значаен за историјата, што е она што во моментов се прави за да остане во историјата на идните поколенија. За добитниците на годинешниве признанија имаше само пофални зборови. На нашите лауреати им честитам за признанијата, нека тоа биде мотив повеќе да работат. Другите да учиме од нив да се вложуваме на исти начин, нека ни е слободна и просперитет на државата уште илјадници години нанапред, да се сеќаваме, како што рече Владко, на минатото,
на нашата историја, за да тоа го цениме и ја зачуваме, затоа што тешко беше извојување на слободата, уште потешко ќе треба со работење да докажеме дека сме ја заслужиле. Професор Марија Емилија Кукубајска, раководителот на работната единица Водовод и канализација при јавното предпријатие ИСАР Лидија Коцева и Емил Павлов, повеќе пати наградувани од штипски каратист, денес на свечената седница на Советот на општина Штип по повод 71 годишнината од ослободувањето на Штип ги добија престижните осмоноевриски признанија. Сите овие години, доека луѓето зборуваа, јас знаев да слушам, меѓутоа и тие знаеат да слушат кога треба. Еве ја користам приликата да му се заблагодарам на директорот на предлогот и поддршката на градоначалникот на општина Штип и на Советот на општина Штип. И на крај секако да не заборавам да му се извинам на мојот сопруг за тоа што знаеше од сред пат да се врати, а тргнати да се видиме со вклучењата. Оваа година најпрво успеав да обезбедам норма да се пласирам на првите европски олимписки игри кои се одржаа во Баку. Можам да кажам дека таму бев и носител на македонското знаме, значи најголемите шампиони од својата држава ја има честа да го носат македонското знаме и ете тоа ми беше еден мотив повеќе да во 2020 година каратето ќе влезе во олимпиското семејство, па се надевам на град Штип ќе му донесам и олимписки медал. За професор Марија Емилија Кукубајска ова признание е значајно затоа што доаѓа од нејзиниот роден град и ќе биде поттик, интеграција и инспирација за нејзиното понатамошно творење. Татковината, татковото, татковиот дом, мајчиниот јазик, Штип. И неговата инспирација за моето творештво и љубов кон народот. По повод одбележувањето на ослободувањето на Штип, пред споменбистите на Вита Попјорданова и генерал Михајло Апостолски и споменикот на паднатите борци во село Судик беше положено свежо цвеќе. Со света божествена литургија денес во штипската населба Три Чешми беше осветен храмот посветен на пророкот Свети Илија. Титор на храмот е штипјанецот Мите Николов. На осветувањето присуствуваа жители на населбата Три Чешми, представници од општина Штип и градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев. Со света божествена литургија денес во штипската населба Три Чешми беше осветен храмот посветен на пророкот Свети Илија. Ктитор на храмот е штипјанецот Мите Николов. На осветувањето присуствуваа жители на населбата Три Чешми, представници од општина Штип и градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев, кој истакна дека ова е значаен ден за христијанските верници од оваа населба. Сакам да нагласам дека во 14 век во нашиот град и околината се направени 10 цркви. Тоа бил најдинамичниот период на изградба на цркви и тие денеска се спомена тоа време. И денеска, после толку векови, значи овие неколку години во Штип се градат 11 цркви. Една од тие цркви е и црквата Свети Илија во населбата Три Чешми. Благодарение на ктиторството и донаторството на господинот Мити Николов, ова црква е завршена и денеска се осветува. Граѓаните на Три Чешми, која е голема населба, урбана населба, конечно добиваат црковен храм каде ќе може да ги остваруваат и своите религиозни чувства и потреби. Така да мислам дека денеска е празник за населбата Три Чешми и празник за нашиот град. И после мило што 3 архиереи од Синодот од Македонската православна црква денеска се овде и тоа владиците Наум, Агат Ангел и нашиот Иларион и осветот оваа црква. Од осветувањето на храмот презадоволни жителите на Три Чешми. Ударно поарно, сега да можеш и у празници да биде отворена црквата, да се идме тука. У градот не можеме да оеме на цркви, било за Великден, било за сите празници, да биде отворена. До сега во градот се одело, а сега е добро овде, мислим, што се направи црквата, што се освети, за да има секоја неделја да се иде се запали свеќа, тоа е добро. Еден од најсрекните денови за отварањето на целото село, тоа за здравје, за среќа. Оваа година сега баш на Митровден, добар ден. Па сигурно да не претерам 10 години може има. Не знам точно, ама мислам дека 10 години има. Како се чека за тоа што беше малку потешко правењето. Како се појави господин Мите, со среќа и со здравје нека му биде и името и за многу години нека. Градоначалникот примариус магистар Илчо Захариев најави осветување на уште неколку цркви во наредниот период. Овде во близината на
Свети Илија се гради црквата Света Злата Мегленска, а наскоро ќе биде осветена уште една црква, тоа е Свети Константин и Елена. А знаеме дека пред неколку месеци осветивме црквата Богородица Покровита, да кажам дека денеска на Свети Димитрија во село Селце ќе биде одржана и првата литургија во црквата Свети Димитрија во село Селце, која е завршена деновиве. Продолжуваме со настаните од минатата недела. Општина Штип подпиша меморандум за соработка и за интензивирање на соработката на бизнис заедницата и локалната самоуправа. Штип ќе стане економски центар во државата, а за неколку години без работа ќе бидат само оние штипјани кои не сакаат да работат, изјави на средбата градоначалникот Захариев. Штип да стане најразвиен економски центар во државата е целта на бизнис заедницата и локалната самоуправа. За таа цел регионалната комора во Штип при Стопанската комора на Македонија и градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев денес подпишаа меморандум за соработка. На овој начин ќе се надминат поголемиот број на проблеми со кои се соочува бизнис заедницата од источниот регион. Подобрување на условите за развој на бизнисот во источнопланскиот регион и ќе можеме да работиме заедно на заеднички проекти, настани, промоции и работилници кои што ќе потикнат на анализирање, интегрирање и изногиње на решенија за сите проблеми кои што се среќава бизнисот во источниот регион, преку поддршката што ја добиваме со подпишувањето на овој меморандум од страна на локалната самоуправа. Инфраструктурата е еден од проблемите со кои се соочуваат стопанствениците од целата држава. Со подобрување и изградба на патната инфраструктура, која во источниот регион е започната, овој проблем ќе биде надминат. Не би ги поделила по региони конкретните проблеми со кои што се соочуваат бизнисмените, повеќе би ги ставила сите под една капа, односно на ниво на држава. Секако дека овдека имаме можеби поголем проблеми со инфраструктурата, како што знаеме, источниот регион малце е покомплицирано тоа прашање, но како што можеме да видиме се работи и се надградува истото и очекуваме во брзо време да биде решен и тоа проблем. Локалната самоуправа е сервис на бизнис заедницата, кои во многу тешки услови на стопанисување успеваат да работат. Бројот на невработени со ваква развиена бизнис клима во Штип за една година ќе се сведе на минимум, а во Заводот за вработување ќе останат само оние кои навистина не сакаат да работат, истакна градоначалникот Захариев. Кога имате, да речеме, локална самоуправа која е максимално флексибилна према стопанствениците, резултатот е доаѓање на инвеститори, но ние сме посрекни, еве јас лично го тоа кажувам, нашите штипски бизнисмени да инвестираат повеќе. И верувајте дека ако ние тоа го направиме и створиме таков амбиент, никој штипски бизнис нема да затвори фабрика, напротив, ќе отвараат, ќе се шират, ќе вработуваат. Оти замислете, една локална самоуправа треба да и биде крајна цел грижа за граѓаните. Да секој семејство, да речеме, може да екзистира со сопствените приходи. И тоа е наша цел. Лошо е кога граѓаните доаѓаат во локалната самоуправа и барат социјална помош. Стопанството е тоа кој ги решава тие проблеми. Средбата се организираше со цел да се интензивираат контактите на регионално ниво и да се продлабочи соработката со локалната самоуправа на Штип. Општина Зрновци продолжува со реализирањето на зацртаните проекти во делот на комуналната инфраструктура. Според програмата се асфалтирани и преостанатите 3 улици во населеното место Зрновци. Општина Зрновци денеска со нов проект за решавање на патната инфраструктура во општината. Со средства од 1 милион денари во населеното место Зрновци започна асфалтирањето на 3 улици во вкупна должина од 1000 метри. Битен фактор за општината е да се има добра изградена патна инфраструктура со цел да им се обезбеди подобра мобилност на луѓето и на стоките. Од таа причина, еве ние годинава се одлучивме да асфалтираме неколку улици во должина од 1000 метри. Значи ќе биде асфалтирана улицата крак од улицата Аспарук Манев, крак од улица Филе Ристов и крак од улица Генерал Апостолски во должина од 1000 метри. Со обзир на конфигурацијата на теренот на овие улици, се одлучивме изградба на атмосферска канализација која веќе е поставена, така да во иднина очекуваме дека проблемот што беше од атмосферската вода ќе биде решен. Значи сите оние оштетување на самата улица и тоа оштетување и на имотите на граѓаните ќе бидат веќе минати. Средствата за асфалтирање на овие улици се обезбедени преку буџетот на општината во вредност од 1 милион и 400 илјади денари. Меѓутоа ние овде не застануваме, значи во блиска иднина планираме да асфалтираме уште неколку улици, и тоа не само во Зрновци, туку и во село Видовище и село Моравис. Инаку општината во изминатите месеци од оваа календарска година реализираше повеќе комунални проекти во интерес на животот на граѓаните од општината, зашто градоначалникот Станков истакнува.
Можем да кажем дека имавме плодна година, с обзир на тоа што веќе е завршен, целосно завршен пат од регионалниот пат Видовище-Теранци, значи ова е една голема капитална инвестиција. Со тоа обезбедевме една нова сообраќајна алтернатива за граѓаните на општината, значи многу побрзен пристап и излегување на магистралата Кочани Скопје, така да навистина овој проект беше со години посакуван, еве веќе тој се има реализирано. Меѓутоа исто така, значи посветивме внимание на неколку други проекти во делот на инфраструктурата. Тука можем да го спомнам и проектот изградба и регулација на речното корито на реката Морошка. Целосно ги завршивме годинава и црквите во село Мородица и црквата во село Видовиште. Направивме термофасада на општинската зграда. Отворивме пензионерски клуб и уште многу други помали проекти. Изготвивме и техничка документација за повеќе проекти кои што годинава ќе бидат аплицирани. Меѓутоа познато е и дека за повеќе проекти веќе ни се одобрени средства. За некои од нив веќе тендерската постапка е во тек. Јас очекувам дека уште пред нова година ќе се започне со реализација на истите. Очекувам дека до крајот на годината или почетокот на следната година ќе започнеме со изградба и на детската градинка, уредување на речното корито на реката Зрновска втора фаза и асфалтирање на улица Скопска, која што е во должина од 500 метра, меѓутоа една улица во село Мородис, која што се протега покрај самата Морошка река, која што ќе биде во должина од 900 метри и истото ќе биде пропратена и со тротоари. И во наредната година општина Зрновци ќе пристапи кон асфалтирање на улици во населените места во општината, како и почеток на изградба на детска градинка во Зрновци. Се подготвува проект за изградба на водовод и филтер станица на туристичката населба Бировско езеро со изградба на резервоар со капацитет од 350 метри кубни и примарна мрежа за водоснабдување на целата туристичка населба. Во општината Берово во тек е проект за изградба на водовод и филтер станиц за предвидени 4000 корисници кај туристичката населба на Веровското езеро. Проект кој што ќе биде аплициран со партнер општината Сандански од Република Бугарија преку приоритетната оска туризам и специфична цел со која ќе се подобрува туристичкиот потенцијал во двете општини, се со цел подобро зачувување и одржливо искористување на природното и културното наследство. Самиот проект за Беровското езеро ќе опфати изградба на резервоар со филтер станица со капацитет од 350 метри кубни и примарна мрежа за водоснабдување во должина од 8 километри, преку која ќе биде опфатена целата туристичка населба. Црпењето на водата за филтер станицата е предвидена да биде од езерото со систем на променливо земање на вода преку потопни пумпи кои ќе бидат спуштени во самото езеро и цевковод до резервоарот во должина од 750 метри. Инаку изработката на проектот од страна на проектантското биро Environ веќе е во тек, а двете општини ќе имаат на располагање буџет од 500.000 евра. Покрај овие активности, обезбедувањето на здрава вода за пиење за жителите на општина Берово е еден од приоритетите на единицата на локалната самоуправа и покрај финансиските проблеми на јавното предпријатие за комунални работи и услуга од Берово, од буџетот на општината се издвоени 500.000 денари, со кој е извршена постапка за набавка на 24 тони алуминиум сулфат, кој се користи во третманот на водата за пиење, со што водата и понатаму ќе го има потребниот квалитет според стандардите пропишани во Република Македонија, особено за градот Берово, како и селските населби Русиново, Владимирово, Смојмирово, Мачево, Будинарци и Митрашинци. Инаку за потребите на филтер станицата на месечна основа се потребни во просек околу 5 тони, во зависност од квалитетот на водата која се црпе од Беровското езеро. Грејната сезона за оние кои планираат да се грејат со дрва порачани преку Сдруженијата на пензионерите во скоро сите општини се уште неизвестна. Председателот на Сојузот на пензионерски здруженија крајната испорака ја најави за јануари. Грејната сезона започна, но домовите на многу штипјани се студени, во очекување се на платените дрва преку Сдруженијето на пензионерите, од каде велат дека испораката е во тек, но денес информираат дека дел од порачаните количини може да се испорачаат дури во јануари. Бевме разговараме на таа тема и со повеќе писатели тука што е. Има координационно тело
формира на владата поради проблемот што го создаде македонски шуми и мислам дека е донесена таква одлука да најпрво сите пензионери кои платиле еден дел голем да им се даде, а вториот дел да биде да кажем при крај на годината или во јануари. На тој начин ќе се реши проблем кај сите пензионери во Македонија. Да вале го тендеро на народ, нали, задруга ли што било, има превоз, има работници. Сега ги давале тендерите на човек. Например, ја го земам тендеро, допрво треба да најдам влеча, коњи, булдожерли, камиони, превози. Ете, за тоа касна дрвата. И што сум чул, не значи дека сигурен. Ни не може да каже никој ништо за дрвата. Дали невременски прилики баш дождовите беа, дали шо е, како е, за тоа не може да кажеме ништо. Молим? Имате ли вие порачено дрво? Дрва? Не, јас имам мој свој дрва. Купено овака приватно. Не сум порачал. Не чекате од Од пензионерите не чекам, не. Па до сега не сум пишувал од пензионерите, јас сум нов пензионер, а мислам се од наредната година да си пишувам преку пензионерите. Ако има, ако не... Штипската клиничка болница ги има сите предуслови за развој на хируршки зафати, а неодамна за прв пат во Македонија токму во оваа клиничка болница беше изведен специфичен хируршки зафат на дебелото црево. Болницата се опремува со современа апаратура, но со и едуциран кадар. Нови методи и техники на оперативен работен план во лапароскопската хирургија, кои за прв пат се воведени во клиничката болница во Штип и воопшто во Македонија, набавка на нова апаратура и воведување на правилник за хоспитална култура, се новитетите кои на денешната пресконференција ги соопшти директорот на клиниката во Штип Александар Стојановски. Една од методите во областа на хирургијата, посебно во лапароскопската хирургија, од страна на доктор Александар Мизевски беа воведени неколку методи, од кои за потенцирање се лапароскопски операции на дебело црево со малигноми на истото и една од поредките е стеноза на дебело црево од воспалителна природа, која што сама по себе не е опасна операција, животозагрозувачка операција, меѓутоа представува раритет и како состојба и е воведена како оперативен метод за прв пат во Македонија. Воопшто, не само во нашата клиничка болница, туку и во Македонија. Новите методи и техники кои се воведуваат во рамките на истото возможуваат пациентите да имаат помало оперативно време, оперативен тек, побрзо заздравување, бидејќи станува збор за помали резови со помала шанса за инфекции и подобра состојба на пациентот, како и до некаде економско заштедување, значи на нашата болница, самото тоа што е потребно помалку време пациентот да биде присутен во болницата. Новата апаратура е веќе набавена за клиниката во Штип, која и во најскоро време ќе биде пуштена во употреба. Со посебно задоволство би го спомнали маматот кој што веќе е набавен, во теке процедурата на инсталирање на истиот, поставување на соодветните оловни заштити за работа на апаратот. Ќе ги исполним еден од програмите на Министерството кој се наоѓа на агендата на Министерството, а тоа е ран скрининг во откривање на карциномот на дојката. Значи, станува една посебно осетлива категорија на пациенти, кои што сега, благодарение на набавката на оваа апаратура, ќе му овозможиме благовремено од детектирање на истиот и соодветен третман понатамошен, зависи од на кое ниво е пронајдена болеста. Од останатите новитети кои ги соопшти директорот на клиниката во Штип е правилникот за хоспитална култура кој го постави Министерството за здравство. Едно од другите новини кои што Министерството за здравство воедно ги воведе, станува збор и за правилникот на хоспитална култура, каде што се утврдува начинот на однесување и постапување на здравствените работници спрема самата работа и спрема пациентите. Со тоа се возможи да се обезбеди поголем професионален интегритет, ефикасност во работењето, ефективност и поголема посветеност при извршувањето на работните обврски. Новите методи и техниката кои се воведени во болницата веќе се спроведуваат и во пракса.
Над 5000 лица учествуваа во протестниот митинг во германската престолнина Берлин против политиката на канцеларот Ангела Меркел. Протестот беше организиран од партијата на германските евроскептици Алтернатива за Германија. Учесниците ја изразуваа својата позиција со надписи на плакатите "Спасете ја Германија, стоп за Меркел". Обезбедувањето на азил треба да има граници, црвен картон за Меркел. Ние протестираме против бегалскиот хаос предизвикан од Ангела Меркел, рече во свој одговор на митингот представничката на партијата Беатрикс фон Сторт, која е и европратеничка. Протестот беше чуван од над 1100 полицајци. Судири избија откако полицијата ги растера поддржувачите на владината политика, од кои некои се обидоа да го пробијат полицискиот кордон, одделувајќи ги од антимигрантската поворка. При судирите беше повреден еден полицаец. Силите на редот во Берлин уапција 40 лица за време на 2 контрадемонстрации кои се противат на миграцијската политика на владата. Вака изгледа Северна Кореја од аголот на незината национална телевизиска станица. Видеово е исечок од стандардната информативна програма во која народот се информира за успесите на земјата, најмногу заради тоа што Ким Јонг Ун го направил за доброто на народот. Во Северна Кореја вакви информативни емисии се емитуваат често и најчесто информираат каде бил, кого посетил нивниот водач, дека се лидери во светот во економија, спорт и така натаму. Полска започна нова фаза во потрага по златниот воз од времето на национал-социјализмот, пријави Стерн. Во понеделникот на железничката линија меѓу Вроцлав и Валбжик во Долна Шлезија ќе започнат 2 нови истражувања за наоѓање на веќе мистериозното златно откритие. Резултатите ќе бидат објавени најрано кон крајот на тековниот месец ноември. Во студиите ќе се вклучат експерти опремени со копнено-радарска опрема и специјални камери со кои ќе се истражуваат посочените локации на возот, пренесува германската новинска агенција ДПА цитирана од Фокус. Се ова се претвори речиси во легенда за гласините за нацистичкиот воз кој во последната недела од Втората светска војна е скриен некаде во југозападниот дел на Полска. Таа информација предизвикува вистинска златна треска меѓу населението во регионот. Сепак, се уште нема убедливи докази за неговото постоење. Вардар ја засврсти првата позиција на табелата откако денес на арената Филип II во Скопје триумфираше пред штипската екипа Брегалница, совладувајќи ги со резултатот 3:1 во 14-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Иако во 6-та минута поведе Брегалница, црвено-црните уште во првиот дел израмнија со 1:1. Водството започна во 79-та минута, а пред самиот финиш во 89-та минута ја зацврстија победата со 3:1. Второпласираната Шкендија не успеа да запише нови 3 бода против Турново дуел, кој заврши со нерешен резултат од 2:2. Убедлива победа запишаа Шкупи, каде на домашен терен ја совлада Ренова и славеше со резултат од 3:0. Екипата на работнички во мечот со Силекс во Кратово одиграа без голови со тоа што си ги поделија бодовите и во последниот надпревар од ова 14-то коло во најсилното надпреварување во Македонија Металург на гости против Младост стигна до победа со убедливи 1:5. Вардар 36, Шкендија 33, Работнички 20, Шкупи 19, Силекс 19, Ренова 16, Брегалница 13, Хоризон Турново 13, Младост 13, Металург 8. Со вестите од спортот го завршуваме и ова информативно издание. Со нови информации се гледаме утре. Имајте пријатна вечер.